Македонските прволигаши и второлигаши влегуваат во последната фаза од зимските подготовки за втори дел од сезоната. Пред нив предстојат одигрување на генералките што ќе биде последен тест за проверка на формата пред почетокот на пролетната полусезона. Во втората македонска фудбалска лига ќе гледаме неизвестна пролетна борба како за горниот, така и за долниот дел од табелата. Неколку екипи ќе водат борбата за влез во првата лига, како лидерот Македонија Ѓорче Петров, Штипска Брегалница која е втора, Башкими која е трет, туку ќе се вмеши Арсиме кој заврши на четвртото место, како и Тимо на Детонит Плочковица кој оценка ќе сака да изненади за нов бараж за влез во првата лига. Во однос на долниот дел од табелата повеќе екипи се загрозени кога е во прашање обстанокот. Речи си сигурно дека ќе гледаме реприза на ланската сезона, кога до последно коло не се знаеше кои екипи ќе испаднат во трета лига. Сега таа пролетна борба за опстанок ќе ја водат Вардарски, Борец, Осогово, Вардар Неготино, како и Прилепска Победа која лани преку бара се спаси и остана во втората лига. Слична пролетна борба ќе имаме и во првата лига. Таму лидерот Силекс, Шкендија, Работнички, Гостевар и актуелниот шампион Струга Тремлум ќе ја водат борбата која екипа да биде шампион и за обезбедувањето на виза за излез во Европа. Од 5 екипи, 2 ќе извисат за излезот во Европа. Кога е во прашање обстанокот, тука ќе биде вистинска неизвестност. Воска Спорт, Вардар, Беса, Тиквиш ќе водат борба за опстанок, а во овој сегмент загрозена и Бреера Струмица, која ќе настапи во изменет лиг со млади играчи. Пролетната полусезона во втората лига започнува на 15 февруари, а ден подоцна, односно на 16 февруари ќе стартува пролетниот дел и во првата лига.